СДСМ и коалицијата во изборната кампања за локалните избори презентираа низа проекти за подобар живот во Македонија. Од таму и оптимизмот за подобрување на животот за сите граѓани и победа на локалните избори. Ние презентиравме голем дел од нашите проекти во оваа изборна кампања, меѓу кои крупните капитални проекти пред се гасификацијата, изградбата на брана на реката Отиња, изградбата на жичара со физибилити студија за изградба на жичара до тврдината Исар, осветлување на Исарот, чистењето на депониите и на ѓубрето од Исарот и од сите диви депонии во градот, намалување на цените на водата за пиење, кое што е од јавното претпријатие Исар за 10%, намалување на сметките за смет за уште 10% за секој оној кој што ќе селектира отпад, градење на градинка во населба Сењак и уште многу други проекти. Сите граѓани ве повикувам, без разлика на вашата партиска и етничка припадност, во недела да излезете масовно, храбро, решително, гордо и достоинствено и да го дадете вашиот глас за бројот 19, за Социјалдемократскиот сојуз и за нашата коалиција. Денесот СДСМ и СОПРЕС го обвинуваат кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Илчо Захариев за манипулација. Се прашуваат каде заврши 800.000 евра за коритото на река Отиња, ако се вели дека уредувањето не чини ни денар. Дали не е изборен подкуп и манипулација на граѓаните, асфалтирање на улици на ден пред избори, па дури и на неработен ден? Најново нешто е да во текот на вчерашната вечер, синоќе, тој асфалтираше во одредени делови на градот. Зар мисли дека штипе негов пашалак и дека граѓаните ќе му простат за 8 години уништување на градот за 100 метри асфалт или за една палета бехатон плочки? Како што владееја, така и ќе заминат криминално и шверцерски. Зар не е злоупотреба на службена должност во текот на работниот ден со службеното возило, кое е купено од пари на граѓаните, истиот тој, Илчо Захариев, да носи рекламен материјал по институции? Од кога, почитувани граѓани, лековите стана рекламен материјал? На пресот на СДСМ и прашањето каде завршија парите од овогодинешната манифестација Пастрамалијада. Очекуваат Захариев дека ќе даде одговор после 15 октомври, кога се надеваат ќе остварат победа.